Добар ден и добре дојдовте на EduLab вебинарот Системски пристапи кон справување со насилство и зголемено ученичко учество. Јас сум Илина Игњатова, денешен модератор на настанот на кој што сте присуствувате и на кој што ни е драго дека ве има во доволен број за да можеме да го започнеме самиот EduLab вебинар. Самиот, само момент, значи, овој EduLab вебинар се имплементира од страна на Стартап лабораторија за социјални иновации Скопје во рамки на проектот Промоција на безбедна училишна средина. Сигурна сум дека многумина од вас денеска што сте присутни сте и дел од самиот проект како проектни училишта, но секако дека доколку и не сте членови, односно не сте проектни училишта, не сте дел од проектот, секако дека можете да добиете информација плюс на овие вебинари и да дознаете што повеќе за самиот проект. Инаку проектот Промоција на безбедна училишна средина се спроведува од страна на Коалицијата на младински организации сега во партнерство со Македонскиот центар за граѓанско образование, првата детска амбасада во светот Мегеши и Смартап лабораторија за социјални иновации Скопје, а финансиски е поддржан од Детската фондација Песталоци. Накусо за проектот, нема многу да зборуваме, но секако рековме дека ќе споменеме за сите оние кои што не се дел од проектот. Значи, целта на проектот е всушност придонес кон остварување на правото на децата за квалитетно образование во безбедна и партиципативна училишна средина. И секако во рамките на проектот вклучени се 50 училишта, од кои што 26 се основни, а 24 се средни. Инаку во рамките на проектот од страна на сите партнери кои што се вклучени во проектот се реализираат различни активности, како што се вебинари, еве да речеме овој денешниот, таква активност. Потоа имаме дигитални курсеви на EduLab порталот за професионален развој. Секако дека вклучени се и вебинари и обуки за директори, стручни соработници, наставници, ученици, секако тука ги имаме денеска и представниците од општините и образовните институции, како и различни едукативни ресурси и ресурси за поддршка, кои што дел од нив може да се најдат на, како што веќе кажав, EduLab порталот за професионален развој. Што всушност представуваат EduLab вебинарите? Ова накусо чисто ќе се запознаеме да знаете што значат самите вебинари. Значи, тоа се семиформални онлайн настани во време трајање од 60 до 90 минути, каде што можеме да поставуваме прашања, но со тоа што нашите прашања ќе бидат поставувани на Mentimeter, за кој што за секунда подоцна ќе поспоруваме. И ова се двојазични настани кои што се водат од вашите потреби за секојдневно напредување на професионалниот развој. Всушност, што може денеска да се очекува? Значи, едно предавање, страна на нашиот предавач, кој што ќе ги унапреди вашите професионални компетенции. На крајот на самиот настан се добива еден квиз за проверка на стекнатите знаења и секако по завршувањето на настанот се стекнувате со дигитален сертификат за стекнато знаење, издадено од страна на Смартап лабораторија за социјални иновации во рамки на проектот Промоција на безбедна училишна средина. И сега околу дигиталниот сертификат, значи, како што веќе наведов, тој се однесува за стекнато знаење и тој, за да се стекнете со сертификат, дигиталниот сертификат, потребно е да го поминете квизот кој што се наоѓа на Google Forms, но секако тој линкот од квизот ќе ви биде споделен по завршувањето на предавањето денеска и тој ќе биде отворен 20 на минути. Со тоа што, доколку одговорите на точно на 7 од 10 од понудените прашања во квизот, ќе ви биде изготвен и испратен дигитален сертификат на вашата мејл адреса со која што сте се најавиле на овој настан. Инаку, како што веќе знаеме, самиот настан се одвива на Zoom, но еве малку да речеме и неколку информации во однос на тој дел. Значи, секако забележувате дека вашиот микрофон и камера се автоматски исклучени, а секако, бидејќи споменавме дека можете да поставувате прашањата ќе ги поставуваме само преку апликацијата Mentimeter за време на сесијата за прашања и одговори по завршување на самото предавање.
Споменавме дека самиот настан е потржен со толкување на албански јазик, така што можете да ги проследите овие насоки за да го прилагодите толкувањето, односно за да можете да го следите вебинарот на албански јазик, каде што секако тука еве да го поздравиме и нашиот преведувач кој што во моментов сигурно зборува во оно што јас го кажувам на албански јазик. За да ја користиме алатката Mentimeter, секако дека потребно е да се вклучите нели на www.menti.com и да го впишете кодот кој што ќе се покаже на горниот дел од екранот. Препорачуваме, значи веќе го гледаме кодот, препорачуваме да отворите алатката на вашиот мобилен уред или евентуално во нов таб на вашиот интернет пребарувач. Секако дека алатката ќе овозможи одговарање на интерактивни прашања кога ќе се појават на екранот, односно откако модераторот ќе ги постави на самиот екран. Во однос на да ја пробаме алатката, да видиме, јас гледам дека веќе некои се најавиле на самата алатка, па еве чисто да провериме дали таа работи, дали можете да пристапите кон неа, доколку би можеле да ни одговорите нели на прашањето од кој град доаѓате, па да видиме и од каде се не има, еве за почеток Македонска каменица ја имаме, така што да видиме од кои други градови ни доаѓате, за да можеме да видиме Битола, браво, одлично, веќе почнавме и со други градови, Скопје, секако да видиме од кој град најмногу не има, за да всушност и видиме Струмица, Крива Паланка, добре дојдовте сите, Виница, Кавадарци, одлично, баш ми е мило што ви има од сите делови од државата, Свети Николе. Се надевам дека денеска самиот настан ќе ви даде информации кои што ќе можете да ги искористите и секако да ги примените во вашето секојдневно работење без разлика дали сте нели директор на средно училиште, можеби евентуално помошник директор во училиштето или пак представник од општината. Значи еве тука веќе се појавуваат и други градови, Тетово, Гевгелија, Кучани, Пробиштип, одлично, значи се повеќе и повеќе не има. Ви благодарам на вашата соработка во секој случај, значи Ментиметерот ми работи, така што спремни сме во оној момент кога подготвени сме во оној момент кога ќе дојдат прашањата за нашата предавачка во случајот денеска, ќе можете истите да ги и поставувате. Така што да продолжиме ние понатаму, значи да видиме која е целта на денешниот вебинар. Значи, како што веќе знаете, вебинарот е наменет за вас директорите од средните училишта и секако представниците на општините. Секако доколку во рамките на општината имаат сектор за образование, сега основно средно образование, но во секој случај образование, но доколку го нема, секако има назначена личност која што се грижи за образованието односно за училиштата во општината. Програмските содржини на овој вебинар ќе има возможност на учесниците сеопфатно разбирање на законските обврски и кои се однесуваат на заштитата и секако учеството на учениците во училишната средина. Ова е нешто што за прв пат е и офатено во самото, односно е загарантирано со Законот за средно образование. Така што предавачот ќе ве запознае со позитивните примери од праксата на заштита на ученици и ефективни модели на ученичко учество и партиципација во средното образование. Секако гледано од аспект на раководната служба во училиштата, така што повеќе наменски во однос на она што значи еден директор и кои се неговите обврски во рамките на училиштето во однос на овие законски обврски. Како што и веќе кажав, значи со нас денеска е Ана Попризова, нашата предавачка. Значи таа е психолог во средниот училишен центар гимназијата Орце Николов од Скопје, долгогодишен вработен во училиштето, учесник во различни проекти, но она што за смартап е Ана Попризова, тоа е навистина еден
покрај вреден соработник и еден искрен пријател во кој што во секој момент можеме да најдеме поддршка и сите прашања или недоумици во однос на одредени прашања кои што се поврзани секако со нејзината експертиза да ни ги појасни. Така што добар ден, Ана, те повикувам, доколку можеш да ја вклучиш камерата и секако да им посакаш добри ден на сите наши присутни тука. Добар ден на Милена, добар ден на сите присутни учесници. Благодарам за убавото представување и еве ве повикувам да ова време што е планирано денес го поминеме во една, верувам, корисна и инспиративна презентација на она што се новини, да кажеме, и законски обврски на средните училишта. Верувам дека ова ќе биде инспиративно и ќе им даде идеи и на представниците од општините, токму заради тоа што е суштински да се унапредува перманентно таа заедничка соработка. Така. Ти благодарам, Ана, и мислам дека е време да започнеме, бидејќи сигурна сум дека сите учесници се возбудени и со нетрпение го очекуваме твоето излагање. Повели. Благодарам. Значи, она што е суштинско и од каде можеме да почнеме, дека овие активности, овие програмски документи и системски пристапи кои што ќе ги коментираме се темелат најпрви на промените с кои што се случија со новиот закон за средно образование. Конкретно, значи во јуни месец оваа година се донесе правилник за начинот на пријавување и заштита на ученик жртва од сите форми на насилство, злоупотреба и занемарување. И практично тоа е она што е првиот дел од оваа презентација, во вториот дел ќе се осврнеме на новините кои што се однесуваат на ученичкото учество, кои се дадени во делот на Законот за средно образование, делот кој што се однесува на организирање на учениците во училиштето. Еве сега она што најпрви на правилникот ќе се осврнеме, значи се работи за правилник за начинот на пријавување и заштита на ученик жртва од сите форми на насилство, злоупотреба и занемарување. Со овој правилник се уредува начинот на постапување при случај на насилство, злоупотреба и занемарување на ученици во средно училиште, механизмите за пријавување на насилството и соодветните активности за заштита на ученикот. Потоа уредено е кои мерки и активности е потребно да ги преземат средните училишта во случај на насилство над ученик, меѓутоа и мерки кои што се однесуваат на промена на однесувањето на сторителот и мерките и активностите за спречување на насилство кои што повеќе се однесуваат на соработка со други институции, па така еве верувам дека и присуството денешно и на директорите, меѓутоа и на представниците на локалната заедница е многу значајно за токму да дојде до едно и поголемо вмрежување и соработка и верувам дека ќе дадам некои соодветни примери кои што може да ве инспирираат и вас во вашата полиња на делување. Сега, како директорот, тука има директори, претпоставувам и представници на менаџерските тимови на училиштата, значи кои се предусловите кои што треба да бидат обезбедени како една законска основа за да може да се имплементира овој правилник. Значи најпрвата работа е дека во статутот на училиштето
се внесува, верувам дека во најголем дел училиштата и имаат и досега членови кои што се однесуваат на насилство, постапување во случај на насилство, меѓутоа е значајно да се членот во статутот кој што се однесува на ова да се усклади со она што е законската рамка, односно она што правилникот го одредува, и училиштето изготвува интерен акт кој што го поврзува и со новиот закон за средно образование, и со правилникот, и со статутот, соодветниот член во статутот на училиштето. Овој интерен акт се презентира и пред наставничкиот совет, меѓутоа е многу значено и да го усвои училишниот одбор. А паралелно со ова, или како последица на ова, препорака е да сите куќни редови, протоколи, интерни политики, правила за однесување кои што го покриваат полето на насилство, справување со насилство, превенција од насилство, да се ускладат со овие законски предуслови кои што рековме. Понатаму, следниот чекор се однесува на зајакнување на капацитетите на сите вработени во училиштето, најпрвен да бидат информирани за новите законски измени, да добро бидат запознаени со содржината на правилникот и секако да ги разберат улогата и надлежностите кои што ги имаат во рамки на училиштата и практично како да постапуваат во случај на насилство. Овде се препорачува, значи препорака и до директорот, и до директорите, и до представниците на менеџерските тимови, и до представниците од локалната средина, дека е многу значено да се поддржат вработените во училиштето и во делот на осознавање, развивање на свесноста за различни видови на насилство, што значи насилство, кои видови на насилство постојат, начините на злоупотреба, што подразбира злоупотреба, што подразбира занемарување, бидејќи наставниот кадар е, да кажеме, првата борбена линија која што може да детектира, која што може да работи на превенција и битно е да во тој дел на планирање на училиштата за какви видови на обуки да се реализираат, значи една препорака да се работи на ова поле, да наставниците стекнат знаења да ги препознаваат различните видови на насилничко и дискриминаторско однесување. Она што како следен чекор е важно е едукација и подигнување на свеста кај учениците. Најпрвен, сите ученици во училиштето треба да бидат запознаени за постапката за пријавување на инциденти на насилство во училиштето, што значи препорака до директорите, до представниците на менеџерските тимови на училиштата да дали преку некакви презентации за време на класните часови, дали преку соработка со представниците на ученичките совети, се направи едно информирање на сите ученици во училиштето. Истовремено, многу е значено и родителите да бидат запознаени со тоа дека постои нов правилник за постапување во вакви случаи, да бидат запознаени со тоа каква е постапката за пријавување на насилството, што може да се направи преку родителските средби, преку состаноците на советите на родители и така натаму, што би помогнало да и родителите бидат повеќе вклучени како наши партнери во училиштата. Информирање и вклучување на локалната заедница. Значи, јас затоа сметам дека присуството и на представниците на локалната заедница е исклучително значајно и дека тука, како една заедничка соработка
а помеѓу училиштата и локалната заедница може да се направи многу на поле на подигнување на свесноста за начините на справување со насилство, злоупотреба и занемарување. Заеднички трибини, заеднички дебати кои што може да ги иницира и општината и локалната заедница, кои што би биле наменети или за наставници, или за ученици, или за родители, можат многу да придонесат за зголемување на прво препознавањето на насилството и секако за унапредување на начините како постапуваме и како се справуваме со насилството. Соработка со невладиниот сектор, дали преку различни активности, повикување на експерти од невладиниот сектор, воведување, практикување на добри практики, кај што невладиниот сектор може да биде исклучително значаен ресурс, можат да бидат партнери на училиштата. Апсолутно задолжително е да се има соработка со представниците на Министерството за внатрешни работи. Најчесто соработуваме со секторот за малолетничка деликвенција. Вообичаено секоја година ние остваруваме средби со представниците, разменуваме контакти за да можеме да бидеме вмрежени во случај кога е неопходно да постапуваме заедно. Секако потребна ни е иста соработка и вмрежување со центрите за социјална работа, затоа што во одредени случаи на насилство сме обврзани како училиште, односно директорите се задолжени да пријават во центрите за социјална работа. Исто така, значајни ни се и соработки и со јавното обвинителство, и со здравствените установи во некои специфични случаи врзани со насилство кое што е со некои поизразени последици. Сега, за да можеме полесно да ја објасниме постапката, може да се каже дека правилникот ќе го разгледаме односно 4 фази. Она што е значено дека цел на сите овие мерки, механизми, активности кои што се предложени во овој правилник е прекинување на насилството, заштитување на жртвата и спречување на повторување на насилството, како и работа на промена на однесувањето на сторителот и детектирање на факторите кои што биле тригери, кои што биле основа за појавување на насилството и секако променување на состојбата за да тоа не се случува. Она што е најзначајно, кога настанува некаков инцидент на насилство е најпрвин препознавање и пријавување на насилството. И сега тука правилникот дефинира неколку обврски кои што треба училиштето да ги направи. Најпрвин значено е да се директорот одредува лице за контакт, кое што е задолжено да сите постапки поврзани со насилството ги спроведува и негов заменик. Податоците за ова лице, за контакт и неговиот заменик е значено да бидат јавно достапни. Значи, телефонот, мејлот на овие лица е внесен како информација во интерниот акт на училиштето, објавен на веб страната на училиштето, на огласните табли на училиштето и практично сите и наставниот кадар, и техничкиот персонал, и учениците, и родителите ги имаат лесен достап до овие контакти. Понатаму, следен чекор е да се информира кадарот,
учениците, родителите и техничкиот персонал за постапката за пријавување на насилство во училиштето. Се препорачува да во училиштата се постават кутии за анонимно пријавување. И сега тука, нели, обично ако ставиме една кутија во холот на училиштето, кај што ќе напишеме кутија за пријавување на насилство, никој нема да дојде и да пријави, бидејќи тоа е премногу јавно. Меѓутоа, ако тоа го направите со една кутија кај што може да се стават, нели, пофалби, критики, насилство и така натаму, ќе имате повеќе простор, ќе имаат учениците да можат самите да го пријават насилството. Исто така, она што е препорачливо е да се направат формулари за пријавување на насилство или за сомнеж за постоење на насилство, кои што можат онлайн да бидат поставени на веб страните на училиштата и во форма на QR кодови низ самото училиште, значи не мора само на видливите места, може и по коридорите, по ходниците, кои што не се толку видливи, кај што може ученикот да го скенира кодот и да го пријави насилството. Она што исто така е многу значајно е да се известат сите чинители во училиштето дека при вакви случаи на насилство, секој вработен во училиштето е должен да го извести лицето за контакт за насилството. Значи, тоа е оној принцип на должно внимание. Не можеме да негираме ако сме сведоци или ако некој не информирал за постоење на насилство. Исто така се препорачува секој вработен кај кого е пријавено насилството, а тоа се обично класни раководители или некои наставници во кои што учениците имаат повеќе доверба, кои што се посензитивни, кои што се поемпатични, да тие останат вклучени во понатамошната постапка, затоа што тоа е веќе еден сигнал дека ученикот развил, стекнал доверба во тој наставник или може да е представник од обезбедувањето или да е од техничкиот персонал. И она што исто така многу значајно е да бидат информирани сите во училиштето и добро да се води постапката за документирање на пријавата за насилство. Значи, во самиот правилник, во делот на прилози е дадена формата, тој образец за пријава на насилството, кој што е значајно да се пополни кога се пријавува насилството, да се архивира, да се потпише од страна на директорот. Сега, откако се случила, откако сите се информирани како се постапува во случај на пријавување на насилството, следува делот кој што се однесува на обврските на училиштето за прекинување на насилството. Значи, она што е значајно е сите вработени да бидат информирани дека е нивна обврска да го прекинат насилството веднаш во моментот кога се случува и да направат проценка дали можат самите да го прекинат насилството, а во случаи кога е посериозна форма на насилство, тогаш е значено да се повика веднаш полиција. Добро е да во училиштето на видни места стојат телефонските броеви и на полиција, и на брза помош, и на центрите за социјална работа, за да може да биде достапен бројот, да може лесно да се оствари таа комуникација. Сега, во специфични случаи, кога сторителот на насилство е возрасно лице, тогаш е обврска и на контакт лицето, и на директорот на училиштето да се повика полиција или Центарот за социјална работа, во зависност од проценката од самиот инцидент на насилство.
откако или ќе се стопира, откако ќе се прекине насилството, лицето за контакт формира еден тим, да кажеме, во кој што прави проценка кои колеги од училиштето, а во потешките облици на насилство, кои соработници од полицијата или од центрите за социјална работа ќе ги вклучи, и она што е веќе следната следниот чекор е да лицето обавува разговор со сите кои што се на некој начин вклучени во инцидентот на насилство, се со цел да се добијат првични информации, да се добијат податоци за тоа што се случило, како се случило, кога се случило и така натаму. Доколку имаме пријава во училиштето дека во случај на семејно насилство или на насилство кој што се случува на некое трето место, нели, не во семејството, не во училиштето, а ученикот го пријавува во училиштето, потребно е да оствариме соработка со центрите за социјална работа. Во случај кога други институции веќе постапуваат по инциденти на насилство, училиштата се задолжени и тие да преземат мерки. Например, доколку настане инцидент на насилство и родителите на жртвата поведат постапка, значи го пријават чинот на насилство во полиција, тие се за ова се задолжени да го информираат училиштето и училиштето секако е значено да преземе и тоа мерки или за надминување на состојбата. И затоа е многу битно да има добра вмреженост и добра координација помеѓу овие чинители. Сега, се случил инцидентот на насилство, се обавиле разговори со сите кои што биле вклучени, се исконтактирале доколку е потребно надворешните соработници. Следната фаза е смирување на ситуацијата. И сега, кои се обврски на училиштето во оваа фаза? Значи, она што е најзначено е училиштето, секако тука директорот во соработка со стручната служба, менаџерските тимови, да работат на обезбедување на услови за смирување на состојбата, значи најпрво да се малку смири, да се нормализира состојбата во училиштето и да се следат потребите и однесувањата на сите вклучени во инцидентот на насилство. Значи, тука е некако многу значено да се одмери во кое време ќе се започне со спроведување на постапката, да се одмери интензитетот на чинот на насилство колкав бил, да се одмери како да се постапи со сторителите, како да се постапува со жртвата, да се имаат во вид и сведоците. Значи, многу е битно да биде и стручната служба и лицето за контакт, да секако и директорот и менаџерските тимови да бидат тактични и да бидат умерени, одмерени во оваа фаза, затоа што понекогаш се случува да премногу се избрза со некои постапки, мерки, понекогаш се случува да дали ќе им речат поздравете се сега, извинете се еден со друг, без да се земе во обзир оној момент на емотивна обработка на чинот на насилство. Значи, јас затоа препорачувам да малку се остави време за да чинот, освен рационално кој што се проживува од страна на жртвата, да се дозволи и емотивно да се разработи, за тоа треба малку време да созрее состојбата, за да може да имаме ученици со кои што ќе работиме во следната фаза, а кои што ќе бидат спокојни, смирени
и ќе можат да бидат приемчиви кон она што ќе треба да се работи со нив. Сега, она што е четврта фаза или четврт дел од овој правилник, да кажеме, е заштита на жртвата и промена во однесувањето на сторител. Че овде е многу битно да се направи една дистинкција, дали се работи за изолиран инцидент, кој што може секојдневно да се случи, училиштата има доста ученици кои што се во специфичен период на развој, пубертет и адолесценција и самата возраст е податна да може да се случи изолиран инцидент, или се работи за инцидент како последица на форма на насилничко однесување, или се работи за континуирано насилничко однесување. Значи, овде е многу битно да се направи проценка во однос на овие три категории, затоа што така и ќе се поднатаму дефинираат чекорите. Секогаш кога настанува некаков инцидент на насилство кој што е поврзан со некакви форми на насилничко однесување, со континуирано насилничко однесување, она што е значено е да имаме во вид дека жртвите најчесто заради својот изглед, израз, верување, различност, некои лични карактеристики, семејни односи, се некаква мета која што ги предизвикува учениците кои што развиваат насилничко однесување, кои што континуирано насилнички се однесуваат, да вршат притисок и да вршат насилство. Клучно е да се препознае контекстот на насилството, да се воочат можните мотиви, што некој од овие веќе или сега ги спомнав, и специфичните потреби на ученик. Некогаш ни се чини и дека жртвата е таа на која што е потребно да и се даде помош. Меѓутоа, секогаш имајте во вид дека исторителот на насилство е ученик на кого што исто му треба помош, и она што психолошката наука веќе повеќе пати го докажува е дека нема јасна граница помеѓу жртвите и сторителите, односно еве и од мојата лична пракса многу често се случува да оној што мислиме нели поаѓаме од моментот дека е жртва на насилството, може да биде првично и самиот да бил сторител на насилство, така да позициите на жртва и сторител не се секогаш фиксирани и може да произлегуваат едно од друго. Односно, ученици кои што предолго биле во позиција на жртви, можат да станат и самите сторители, не можејќи да најдат друг начин на справување со тој притисок кој што секојдневно го чувствуваат. Исто така свесно за почитување на различностите, еднаквоста помеѓу учениците и инклузивноста, и свесно за пропорционалност во одредување на мерките. Значи да таа мерка што ќе се одбере, која што директорот ќе донесе, да биде пропорционална на она што навистина се случило во тој инцидент. Овде и посебно е издвоено, значи дека директорот е задолжен во соработка со стручните соработници е одговорен за донесување одлука дали и кои мерки за заштита ќе се спроведат. Сега, во правилникот се дава можност да за полесни инциденти на насилство, самиот наставник кој што е присутен или кој што е информиран за некој инцидент на насилство,
да постапи или секако стручниот соработник или директорот. Значи во овој случај не се бара некоја постапка, да кажеме поголема, туку е доволно да се направи индивидуален разговор, да се можеби подискутира на некој класен час за инцидентот, некој ученик да се упати на советување, значи да самиот наставник има простор, има автономија и да тој да преземе мерка. Она што е посебна вредност, мислам, на овој правилник е тоа што формите на насилство се поделени видовите во 5 категории и тоа што се поделени по нивоа. Така да ова овде што се ќе го видите на првава табела број 1, прво ниво, гледате се поделени форми на физичко насилство, емоционално насилство, социјално насилство, сексуално насилство, злоупотреба и кибернасилство. И ова помага на стручните соработници, помага на наставниците, на класните раководители. Значи, кога се работи за овие форми на насилство, можат да постапат и самите наставници, самите часови, класните раководители, секако и стручната служба и директор. За потешките инциденти на насилство, ќе видите понатаму, тоа се табела 2 и табела 3, во правилникот се одредува дека е потребно да се изготви план за заштита на жртвата и план за промена на однесувањето на сторител. Значи, практично работиме на со двете страни вклучени во инцидентот, се со цел да дадеме поддршка и на страната на жртвата и на страната на сторителот. Така да, овде би кажала информација дека директорите е потребно да ги задолжат да разговараат со лицата за контакт, бидејќи тие се одговорни за планот кој што се однесува на заштита на жртвата и промена на однесувањето на сторителот, тие ја следат имплементацијата на планот од страна на ова лице за контакт или стручните соработници. Еве табела 2, значи тоа е второ ниво, гледате дека малку се однесувањата се поизразени во однос на степенот на насилство. И третата категорија, тоа се случаевите во табела 3, така наречена. Во овие случаи се смета дека се работи за најизразени облици на насилство, кои што се најсериозни, и училиштето задолжително изработува план во писмена форма, во кој се вклучуваат и представници од Центарот за социјална работа, и представници од Министерството за внатрешни работи, доколку се работи за кривични дела, или од здравствените институции, доколку има посериозни последици врз физичкото или менталното здравје на ученикот, жртва. Лицето за контакт е одговорно за координација на изработката на планот, за документирање, значи за следење на постапката, она што е значено е дека директорот е одговорен за верификување на планот, за следење на неговото спроведување и преземање на дополнителни мерки доколку е потребно. Еве табелата 3, значи ова ќе им биде од голема корист на стручните соработници, бидејќи ја олеснува работата, ги операционализира формите на насилство и нивоата на насилство. Сега, она што се препорачува во правилникот, се препорачуваат 7 различни видови на мерки за учениците.
Првата мерка се однесува на психосоцијална поддршка на жртвата од страна на психологот и на друг стручен соработник. Значи, овде психолозите, стручните соработници разработуваат цел еден план кој што вклучува постапки, советување, вмрежување, луѓе кои што личности од животот на жртвата кои што можат да даваат поддршка, тоа може да се соученици, може да се родители, може да се наставници, се со цел да жртвата се поддржи и се зајакне во тој процес на нејзина рехабилитација. Она што следно се препорачува е физичко одвојување на жртвата од сторителот. Значи, овде се дадени различни форми, тоа го знаат стручните соработници, па и директорите, дека е можно да се направи одвојување на жртвата од сторителот на насилство, дали ќе се смени паралелка, дали ќе се даде препорака да се промени училиште и слично. Исто така, доколку жртвата сама иницира, значи може да дојде до промена, до препорака да се промени училиштето. Исто следен сет на мерки, се мерки за промена на однесувањето на сторител. Доколку се работи за сторител на насилство, кој што веќе развил облик на насилничко однесување, многу е значено да лицето за контакт, односно стручната служба, тоа го препознае и да работи на тоа да се даде помош на сторителот. Секако како можност, како мерка ги имаме и педагошките мерки, кои што се веќе познати на училиштата, дадени во упатството за постапување во случај на насилство. Тука се разликуваме 3 различни категории на педагошки мерки: писмена опомена од класен раководител, од предисклучување и исклучување на ученикот од училиште. Во некои случаи како мерка се препорачува преместување на сторителот на насилство во друго училиште, меѓутоа ова е во случај на координација помеѓу представниците на Министерството за образование, секако може и локалната средина да биде вклучена во тоа, и училиштето и друго училиште каде што би се префрлил ученикот. И она што не смееме да го заборавиме, тоа е мерки за поддршка на наблюдувачите, односно сведоците на насилството, бидејќи знаеме дека често и тие може да бидат жртви, односно изложени на притисок. Овде се наведени основните начала при справување со насилството, кои што се и презентирани во правилникот. Препорака е до директорите, до членовите на менаџерските тимови, а секако и до представниците на локалната средина, да се работи на зајакнување на капацитетите и знаењата на овие начала, бидејќи се клучни за да можеме да работиме и на полето на превенција на насилството, а и на полето на справување или постапување при веќе постоечки случаи на насилство, така да овде е препорачливо да наставниците, учениците бидат добро запознаени со овие начала, да бидат обучени да и самите ги применуваат во своето секојдневно работење. Би спомнала некои предизвици кои што се актуелни, кои што се значајни, со кои што се соочуваме во училиштата во случај на насилство, а на кои што треба да се внимава. Тоа е виктимизација на жртвата, значи многу често од невнимание, од непрепознавање на сериозноста на ситуацијата, од намалување на значењето на самиот инцидент на насилство, се случува да жртвата која што веќе еднаш е жртва,
одново ја травматизираме и на тоа треба многу да се внимава. Многу често сме склони да ја обвинуваме жртвата дека таа нешто придонела да се случи инцидентот на насилство, се случува да доаѓа до изедначување на жртвата и сторителот, што секако дека само повеќе ја одново виктимизира жртвата. Значи, ние со постапките што ќе ги преземеме, со мерките што ќе ги преземеме, мора јасно како училиште да дадеме значење на жртвата, значи, да го истовремено повикаме на одговорност сторителот на насилството. Во однос на пропорционалноста на мерката, значи некогаш сме склони да изрекуваме под притисок преблаги мерки или некогаш сме склони да не баш педагошки процениме и да мерката ќе биде многу по-драстична од самиот чин. Да се внимава на осудите и предрасудите, да се работи на преземање на одговорност за постапката од страна на сторителот на насилство и секако перманентен предизвик е соработката со родителите, старателите и другите институции. Затоа што некои родители го негираат насилството, имаат тенденција да го минимизираат, но доколку ние како училишни колективи сме добро вмрежени, со јасна поддршка од страна на директорите, навистина можеме да работиме на носење на мерки кои што ќе бидат примерени, односно соодветни на ситуацијата. И сега, ова е некако втората точка од содржината, значи нешто што се однесува на во законот внесен дел во Закон за средно образование кој што се однесува на ученичко учество, односно организирање на учениците во училиштето. И овде издвоивме значајни работи кои што можат да помогнат за тоа да можеме побрзо, поефикасно, поавтентично би рекла да ги вклучиме учениците во животот на училиштето како рамноправни чинители. Значи, овие ученичкото учество е иницирано произлегува од правата на децата кои што се дефинирани во Конвенцијата за правата на децата, и тоа посебно се однесува на правото на слобода на изразување на сопствено мислење, право на глас за прашања кои што се однесуваат на нивниот живот и право на здружување и мирно собирање. Она што е клучна цел на ова ученичко учество е да ги поддржиме учениците, да ги развиваат своите капацитети за поактивно вклучување во општеството. Затоа што практикувајќи партиципација и учество во училиштето, тие ќе научат, ќе стекнат вештини како можат и во општеството да станат одговорни возрастни граѓани. Врз кои начала се темели ученичкото учество? Значи, многу е значајно да тоа не биде само учество на учениците, па да го имаме во нашите документи, во записници, значи да биде нешто што е само на хартија, туку навистина да им се понуди на учениците прилика, можност да можат активно да го искажат своето мислење, особено за прашања кои што се важни за ученичкиот живот, за нивното секојдневие, за нивните потреби и да се понуди
механизам и постапки кои што ќе им помогнат на учениците да тие и фактички учествуваат со своји одлуки, со своји влијанија, со своји постапки, за да во реалноста училишниот живот биде повеќе во склад со нивните потреби. Сега, во член 98, во Законот за средно образование, во делот на форми на ученичко учество и организирање, се дефинирани овие, значи, заедница на паралелки, ученички совет, ученички правобрани. Она што исто така мислам дека е значајно пред да ги овие облици на ученичко учество искоментирам е да директорите бидат свесни како ова да го поврзат со оние програмски документи што ги имаме ние во училиштата. Значи, поаѓајќи од само евалуацијата, каде што имаме цело подрачје кое што се однесува на училишна клима или етос, е основата да ние работејќи на училишната клима преку ученичкото учество можеме да овозможиме услови, и тоа треба во програмските документи и во статутот на училиштето, и во развојната програма, и во годишната програма, да се стави, односно да се имплементира како начела со цел да се унапреди климата во училиштето. Бидејќи со исклучување на учениците, кои што се главни чинители на училишниот живот, ние практично ускратуваме можност на една голема група на млади луѓе да искажат своите потреби, да зборуваат за своите предизвици, и токму заради тоа навистина еве препорака и до директорите и до менаџерските тимови да работат на имплементирање на овие законски одредби кои што ќе им користи доколку добро се разработи еден ученички совет. Секако дека би ги повикала, еве, би сакала да ги инспирирам и представниците на локалната заедница, кои што можат со овие ученички совети од училиштата да изградат една соработка која што може да придонесе и за подигнување на свесноста на младите во локалната заедница за нивните потреби и за унапредување на животот на младите, односно развивање на демократските капацитети на младите. Значи, и представниците на локалната заедница, доколку испланираат во своите годишни програми, доколку искреираат проекти со училиштата, значи можат со ученичките совети да организираат и трибини, и дебати, и наставни активности на теми кои што ги засегаат младите и можат да бидат едно поле на поврзување, и од корист за локалната заедница, бидејќи доколку ги знаат потребите на младите, доколку дадат простор да се слушне гласот на младите, тие можат да креираат своји политики, своји проекти, кои што ќе ги поддржат младите во нивните средини. Сега, она што се почнува најпрвен е заедница на паралелка, значи тука членуваат сите представници на една паралелка, понатаму има ученички совет во кој што членуваат представници од секоја паралелка и се воведува институцијата ученички правобранител, која што исто така придонесува за напредување на и заштита првично на правата на учениците. Овде не во детали, меѓутоа чисто како една представа да
имате секоја заедница на паралелки си има председателство, значи тука е значајно да се изберат на време, на почеток на учебната година представниците. Тие представници се здружуваат на ниво на година и избираат координатор за секоја година и заменик, а представниците од годините заедно со председателството кое што е избрано се делови на председателството на ученичкиот совет. Значи ова е се прецизно дефинирано и дадено во самите законски одредби како да се води. Сега, она што исто така е значено, дека во тој ученички совет, на предлог на наставниците и стручните соработници, учествуваат и двајца представници од редот на наставниците и еден представник од редот на стручните соработници, кој што ги бира наставничкиот совет, а се без право на глас, значи на некој начин како една линија на спојување помеѓу наставниот кадар и учениците, кои што исто така можат и да бидат на некој начин ментори на ученичкиот совет. Паралелно со ова, препорака е во законот да се формира и комисија, односно координативно тело на ученичкиот совет и комисија за доверба и соработка, чии што надлежности, значи на овие тела и комисија, се уредуваат со статутот на училиштето. Значи, тука има можност да се направи распределба кој да членува во овие тела и кои надлежности би ги имале овие тела. Сега, она што исто е новина е дека се препорачува да во работата на училишниот одбор, на стручните органи и на консултативните тела на средното училиште и во советот на родители учествуваат представници на учениците избрани од ученичкиот совет. Значи, она што треба да внимаваат директорите е да во овие тела, значи во училишен одбор, во стручните органи, тука влегува наставничкиот совет, во некои училишта има консултативни тела, значи тие како коменаџмент тела, и во советот на родители да се вклучат представници од учениците избрани од ученичкиот совет. Она што е значено, тие немаат право на глас, меѓутоа се должни да присуствуваат на тие состаноци, да бидат повикани да дадат свое мислење, да дадат коментари и да направат некакви анализи на тоа што се случува, за да може да се улесни работата на овие тела. За да може ова се да функционира, многу е значено да се изработи деловник за работа на ученичкиот совет, во кој што сите овие чекори ќе бидат јасно прецизирани. Тука е многу значајно да при изработка на овој деловник секако да бидат вклучени и учениците и представниците на паралелките, за да може да се добие по-квалитетен документ. И она што е значајно, дека ученичкиот совет секоја година до 20 јуни изготвува програма за работа на ученичкиот совет, која што станува дел од програмата за работа на средното училиште. Секако, битно е и да ученичкиот совет изготви и извештај за активностите кои што се реализирани во претходната, во минатата учебна година. Така да веќе од следната учебна година училиштата треба ова да го имплементираат како законска обврска. Она што исто сакаме малце да кажам, како некој кој што доста долги години работи со ученичката заедница, се однесува на области на делување на ученичкото учество. Значи, доколку
навистина автентично се поддржат учениците да ги практикуваат овие механизми кои што се дадени, може многу да се помогне во унапредување на наставата. Значи, како да се подобри училишниот успех, оценувањето, како да се подобри квалитетот на наставата, условите за работа, распоред, во делот на воннаставни активности, одредување како да се обележи некоја манифестација, забава, секција, како да се каде да се организираат екскурзии и така натаму. Во односите со возрастните, нели, тоа е еден перманентен предизвик во училиштата, како да се унапреди комуникацијата помеѓу учениците и наставниците, како да се направат промени во начинот на реализирање на наставата за да се задоволат потребите на учениците и така натаму. Во унапредување на физичките услови во училиштето и училишната клима. Значи, исто така, како да се одржува хигиената на училиштето, како да се реализираат кампањи, екоактивности. Сето ова може многу добро да се прави и да функционира кога се поврзани, кога се вклучени самите ученици. Заради тоа што учениците се тие кои што имаат потреба да ги артикулираат овие прашања, наставниот кадар, доколку ги прифати, ги поддржи учениците, значи стануваат навистина партнери во соработката и креираат и добра училишна клима, која што е секако мотивирачка за сите. Еве, јас можам да кажам дека долги години ја на некој начин менторирам ученичката заедница во моето училиште и дека благодарение на нив, еве сега последниве години, значи самата ученичка заедница, сега тоа е ученички совет, иницираше да се направи анкета за менталното здравје на учениците, каде што дојдовме до тоа дека учениците потешко се поврзуваат меѓу себе, потешко реализираат контакти, значи таа социјална изолација е доста изразена и повторно во соработка со самата ученичка заедница искреиравме дури 14 ученички клубови кои што си работат самостојно, ученичката заедница ги координира. Ланската година воведовме туторство. Значи, учениците кои што имаат проблеми во учење да добиваат поддршка од страна на тутори. Че сето тоа се иницијативи кои што ги поведува ученичката заедница, стручната служба, директорот овозможуваат услови да тие нивни потреби се задоволат и да се бараат решенија кои што ќе бидат во склад со нивните потреби. За ова повеќе, нели, можете да видите на веб страната на училиштето, каде што се прикажани доста активности поврзани со ова. И секако би сакала да кажам дека и во рамки на проектот кој што SmartUp го лабораторијата го спроведува, за кој што Милена веќе зборуваше, многу се работеше, се работи на токму на ученичкото учество, па има доста добри практики како се организираат голем број активности кои што можат да бидат и на тема превенција од насилство. Така да работилници, форум театри, различни краткорочни ученички иницијативи се нешто кое што може да придонесе за едноставно унапредување на целокупната училишна клима.
Така, Ана, ти благодарам во секој случај, значи, секако дека тоа што веќе го спомена во рамките нели на EduLab порталот за професионален развој, веќе се наоѓаат активности кои што нашите денешни присутни на EduLab вебинарот можат истите така да ги проследат и од таму, иако во рамки на проектните училишта веќе изработија на вистина голем број од документите кои што ти ги спомна, се ги ажурира статусите на училиштето, креира многу документи, работеа меѓу другото и сами се работеа иницијативи во рамки на ученичките совети и парламенти во основните и во средните училишта, така што на вистина да, во рамки на проектот имаше многу активности, тие 50 училишта, нели, од кои што 24 се средни, изготвија многу документи, дадоа предлози за многу иницијативи и ние искрено се надевуваме дека истите ќе ги применат и во пракса. Ти благодарам, Ана, на оваквото излагање, буквално сеопфатно излагање, особено со особен акцент нели на ученичкото учество со оглед на тоа дека и самото тоа е новина во Законот за средно образование вака детално разгледано, но сега сметам дека е време да им дадеме можност и на самите учесници денеска да ни постават прашања. Така што, еве, тука пристигна првото прашање, Ана, за тебе. Односно, тоа вели доколку имаме трето ниво на физичко насилство, како тепачка и напад со некој предмет помеѓу ученици, кои се првите чекори што треба да се преземат. Мислам дека за чекорите изборувавме, но еве да повториме и накратко. Че доколку се работи за трето ниво, тоа е сериозен чин на насилство, на оној кој што е присутен или од страна на возрастните, дали е тоа обезбедување, дежурен наставник и слично, или некој од техничкиот персонал, треба да направи проценка дали самиот може да го спречи насилството, доколку може, значи го прекинува насилството, иако јас овде, бидејќи или инсинуирате на тепачка и напад со предмет, мислам дека треба да се направи проценка, значи доколку можеме сами да го стопираме насилството, го стопираме, доколку не повикуваме полиција да дојде, значи севуваме во полиција, информираме што е, тие доаѓаат и секако овде треба да се види и доколку има во училиштето обезбедување, нели и тоа да биде вклучено да се смири најпрвим постапката, а секако, иако самите може да ја смириме, мора да се пријави во полиција во ваков случај. Така, благодарам. Преминуваме на наредното прашање, само да видиме како иде ова, што? Само момент. Овде сакам да кажам дека нели тој наставник ќе го информира и лицето за контакт, директорот на училиштето, а тие можат да се јават или доколку е нели нешто многу ескалирано и самиот наставник може да се јави во полиција. Така. Еве го наредното прашање, вели, дали училиштето делува само доколку насилството се случило во рамки на училиштето или надвор од него? Ова е навистина интересно прашање, затоа што многу често сме слушнале као мајка, добро, тоа се случило надвор од училиштето, не е наша обврска, иако може би се наши ученици вклучени, така што, ајде да видиме, што е одговорот на ова прашање. Овде јасно во правилникот се стои дека ние сме должни како училиште да постапуваме без разлика дали чинот на насилство се случил во училиштето или надвор од него. Значи, многу често се случува и кибернасилство. Иако не се случува во училиштето, значи ние сме должни да постапиме. Должни сме да постапиме во случај кога наши ученици биле вклучени во тепачка со ученици од друго училиште. Значи, тоа, мислам, еве јас како стручен соработник, ние имаме комуникација помеѓу колегите, значи мора да ги информираме, да се запознаеме, да размениме информации, затоа што само така може да работиме на смирување на состојбата. Така да, апсолутно, се што е врзано со нашите ученици е наша поле на делување.
Така. Еве го и наредното прашање, вели, дали училиштето има обврска да организира обуки за вработените на содржини поврзани со превенција и заштита од насилството? Но јас што го знам, училиштето секако има обврска да организира некакви обуки, дали тоа ќе бидат нели од надворешни, да речам, фирми Е, или некои кои што обезбедуваат вакви обуки или евентуално некаква дисеминација во рамки на училиштето, значи како дел од хоризонталното учење, но еве да видиме дали имаме и обврска и вакви обуки. А јас сега, еве, бидејќи има доста и директори, и представници на локалната заедница кои што се присутни, апсолутно сметам дека, бидејќи се овие две новини во училиштата и за насилството, и за ученичкото учество, препорака да во текот на годината задолжително се одржат работилници, обуки, за да може да го препознаваат наставниците насилството, бидејќи еве видовте дури во 3 нивоа е, и да можат полесно да препознаат и да реагираат. Така да препорачувам дури задолжително, мислам дека и така е наведено во правилникот, да се реализираат обуки. Така, сигурно, заради тоа што многу често, нели, еве и самиот проект преку кој што и на кој што ние работиме, многу често се доаѓа до, да речеме, забуна што е оно што всушност ти представува насилство, а што и не е насилство, така што многу често некако ги мешаме тие работи, а и секако самото право на учество, на ученичкото учество и вклучување во училишниот живот, поголемото вклучување, понекогаш знае да има влијание од страна на самата средина, од страна на некои други фактори, така што секако обугите се секогаш добре дојдени, вклучително и во однос на овие теми. Па да видиме и последното прашање за денеска, вели... Да, само сакам да додадам дека и представниците на локалната заедница, значи можат и тие да повикаат експерти, да повикаат представници од училиштата, од едно, од две, од основните, од средните, кои што се на нивната територија и да организираат и тие и трибини, и обуки, бидејќи тоа е и добар начин и за поврзување на училиштата со локалната заедница и добар начин за нели прикажување на промовирање нели порака дека локалната заедница не толерира насилство во училиштата и да, ние многу често го нормализираме насилството, го негираме насилството и затоа мислам секоја година треба да има по некаква обука за, еве видовте колку облици, форми на насилство се дадени во правилникот. Така. И последното прашање, иако мислам дека ова некако не се повтори од првото на претходно и на второто, ми се чини дека беше, слично е, вели доколку родител или пак член, дали доколку родител или пак член на локалната заедница пријави насилство во училиштето, тоа треба да се разгледува од страна на училиштето, малку е слично во однос на она дали нели доколку се случило насилството нели надвор од училиштето, така што ајде и ова накратко да го одговориме. Да, секако, значи било која, дали е анонимна пријава, дали е онлайн пријава, дали да ќе дојде родител или некој член на локалната заедница, затоа што некоја се случува да различни видови на насилство се пријавуваат и до секторите за образование во локалната средина. Така да и таква ситуација може да има и тогаш е обврска и на локалната заедница, значи на секторот, на представниците на секторот и на родителот, секако да го информираат училиштето, а училиштето е обврзано да постапи. Така. Ти благодарам, Ана, во секој случај на исцрпните информации, значи на се она што денеска ни го представи, ни го испрезентираше, што не запозна со новините, што ни ги одговори прашањата и ние продолжуваме понатаму со нашиот вебинар. Значи, како што веќе најавив, уште на самиот почеток, дека по завршувањето на излагањето на Ана, дека ќе следи всушност и
квиз, каде што треба да одговорите на најмалку 7 од 10 прашања, за да можете да се точно 7 точни прашања, нели, одговорите, да дадете одговори и секако дека за тоа ќе добиете дигитален сертификат за стекнати знаења, кој што ќе биде изготвен од страна на SmartUp, кој што е партнер во проектот на промоција на безбедна училишна средина. И тој истиот ќе ви биде испратен 2 до 4 недели од нормално од денеска. Она што сакам меѓу другото да најавам се исто така и следни активности. Јас знам дека меѓу другото имаше и коментари во однос на тоа зошто нема, нели, дека треба да има и вебинари за основните училишта. Значи, вебинарите за основните училишта за директори и наставници се одржа минатата година, така што ја би ве советувала сите вие кои што имате желба и тие вебинари да ги проследите, можете да ја посетите, да го посетите EduLab порталот за професионален развој, на кој што се наоѓаат снимките од тие вебинари и истите да ги проследите за да видите што е таму кажано во однос на истите содржини, односно превенција и заштита на различни видови насилство и ученичко учество, но насочено кон основното образование. Како што веќе најавивме и сите сигурно знаете од нашата Facebook страна, веќе на наредната недела, односно на 10 декември, ќе го имаме и наредниот EduLab вебинар, односно законски обврски и стратегии за справување со насилство и ученичко учество. Овој вебинар ќе биде насочен кон наставниците и стручните соработници од средните училишта, така што директори, представници од општините, мотивирајте ги, повикајте ги, меѓу другото наставниците нека ни се вклучат и стручните соработници и да го проследат оној вебинарот во однос на, нели, исто така повторно, значи, насилство, превенција и заштита од различни видови насилство и ученичкото учество во средните училишта, но разгледувано на аспекти и обврски од страна на наставниците и стручните соработници. Секако дека тука сакам и да ве повикам да ја посетите, да го посетите EduLab порталот за професионален развој, бидејќи таму се наоѓаат и 2 дигитални курсеви кои што се отворени за сите. Истите се бесплатни и се однесуваат на примена никата алатките во секојдневната настава. Едниот е за основно ниво, другиот е за напредно ниво, така што сите оние кои што сакаат да ги доразвијат компетенциите во однос на користењето на ИКТ алатките во секојдневната настава, слободно може да се вклучат на овие 2 дигитални курсеви, но за проектните училишта има и уште еден, тоа е превенција и заштита и насилство, кој што секако до остварување на целите на проектот, истиот ќе биде отворен и достапен за сите училишта. Значи, сите 3 дигитални курсеви се наменети за наставници и стручни соработници од основните и средните училишта, така што тука нема разлика, но меѓу другото самите содржини се насочени и примерите кои што се дадени како дополнителни ресурси во рамки на овие дигитални курсеви се насочени кон превенција и заштита и насилство и ученичкото учество. Но да не должиме многу, значи меѓу другото еве да кажеме и само дека за сите оние кои што можеби не го проследија денеска вебинарот, истата снимка ќе можат да ја добијат снимката од вебинарот на нивната мејл адреса на она на кој што се регистрирале на Zoom, а меѓу другото и ќе добијат нели известување на адресата во однос на идните за некои идни новости и идни вебинари и случувања на својата имейл адреса. Секако следите на нашата Facebook страница SmartUp Social Innovation Lab и следете се она што ќе биде дадено на Edu портал за професионален развој. Секако доколку имате прашања, сугестии, ве молиме, можете слободно да не контактирате на help@innovationlab.mk и секако на официјалната веб страна со информациите на www.edulab.mk.